Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Святого Духа. Аминь. Возлюбени во Христа Бога, братья и сестры, Христос воскресе! Истина воскресе! Христос воскресе! Истина воскресе! Христос воскресе! Истина воскресе! Радости донесе. Я донесе радоста от канонизирањето на два новопросветени новомаченици од нашиот крај, маченицата Спаса, во житието ја нарекле Вишенска, и новомаченикот Спасо во житието на светителот наречен Вевчански. Житијата на двете светила на црквата ќе ги считате во нивната изворна хагиографска предложка. Верувам дека веќе се објавени и може да се исчита. А тие се сведоштво за тоа дека уште неброени други свети маченици, рожба на овој свет православен народ, ги дале животите своји за Христа Господа. И нашата сегашност, а и нашата иднина се темели врз нивната крвна жртва Христа ради принесена, да не се придаваме никаква посебна важност на себе си, зашто како генерација ништо добро не направи. Се им должиме на нашите свети предци. Мојот роден татко знаеше да каже дека се уште седиме на софрата што ни ја поставиле нашите предци. Но на таа агапа, трпеза на љубовта, треба да принесеме и нешто свое за генерациите што ни доаѓаат. Во денешното евангелско четиво, возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, се зборува пак за радоста што ни ја носи главниот јунак на евангелското четиво, слепородениот. Од раѓање слеп му пристапил на Христа Господа, што со очите на духот познал дека е тука. Јасно е, браќи и сестри, дека најчесто и при очи на телото не гледаме, а гледајте, и без очи на телото, со очите на духот гледаме попродорно и попрецизно, отколку со очите на телото, доколку само на нив се подпираме и доколку само тоа што тие ни го откриваат е мера за нашиот живот. Христос ја виде верата на тој човек. И за разлика од сите други евангелски случаи, воопшто не разговараше со слепородениот и не му постави никакви посебни прашања од типот веруваш ли дека можам да те излечам. Туку го прими, замеси кал од земјата и плунката од устата своја, му ги облепи очите и му заповеда да отиде во недалечната од тука Силоамска бања. Го прати. Самото име на бањата Силоам значи тоа, пратен. Да се измие со незините свети води. И тој безпоговорно
безсомнежно, имајќи совршена послушност кон Христа, отиде, ги изми очите и прогледа. И веднаш потоа се разви диалог помеѓу Христос и неговите свети ученици. Тие му врз основа на едно прашање што му го поставија, се осмелувам да кажам дека тоа прашање е прашање со кое што се измачуваат умовите наши. Секогаш кога се соочуваме со човек што носи претежок крст, на каква годе болест на телото или душата, или за каков годе недостаток да се работи, телесен или душевен. И ние веднаш го поставуваме прашањето што апостолите му го поставија на Христа. А на што се должи неговата слепороденост, учителу? Дали на неговите собствени гревови или на гревовите на неговите родители? На тоа ниво се случува и нашата размисла за секој сличен случај. Или тој тешко ја сгрешил работата во животот, или некои од родителите или предците се виновници за страданието на тој човек. А гледајте сега, Христос Бог дава сосема трет одговор, сосема неочекуван за нас. Ниту тој е виновен за својата слепост, ниту неговите родители. Туку таа слепост му е од Бога дадена, за да се покаже силата Божја и да ги видиме делата Божји во сета нивна слава и големи. Но за тоа е потребна верата на слепородени, што најчесто пак нам ни недостаја. Бидејќи повеќе сакаме да се сомневаме, да испитуваме. Налик на Светиот Петар, апостол, кога тргна да патува по површината од Галилејското море во пресред Христова. И тој одеше по површината од Галилејското море, како што поинаку се нарекува. Идентично како што се движеше и Христос по истите води на истото тоа езеро. Но кога Петар почна да размислува, па чекај, па што се случува со мене? Па јас чекорам по вода, па водата не е тврда, ке потонам. Кога почна илјада сомнежи да го напаѓаат неговиот ум, тој почна да тоне. Што е тоа што го спаси Петар? Двата златни зборови, што устата негова ги кажа пред да потоне. Господи, спаси! Во тој миг Христос се најде крај него со подадена божествена десница, кој извлече од водите езерски и го прекори. Петре, зошто посомнев? Гледајте, тие зборови на слепиот не му ги кажа, бидејќи тој не се сомневаше во силата Господња. Покажа невидена послушност. До крај отиде до бањата, ги изми очите своји со светите води, Богом благословените води на истата, и прогледа. Како е тоа можно, му рекоа учениците, ако се знае дека не постои во историјата на светот слепороден кој што прогледа. Тоа може секој да го каже и да го потврди. Такво нешто не се десило. Но еве, силата Господња може да ја направи
корекцијата, која што е резултат на нарушена стабилност на човечката природа. Некогаш по силата на гревовите наши, некогаш по силата на гревовите на нашите предци, и морам да ви кажам дека тоа не е ретко, тоа е многу честа појава, но во случајот на овој човек за Христос да ја покаже својата сила божествена во немокта на тој човек. И таа порака Господ ни ја дава нам секогаш. Та зар немаме безброј сведочења за исцелени од најтешки, така наречени неизлечливи болести по силата Божја. Делата Божи се покажуваат на тој начин. За очите наши да ги видат и ушите наши да ги чујат. Ако не се очите на духот слепи и ако ушите на духот не се глуви, тука, браќи и сестри, да внимаваме. Многу да внимаваме. Че целиот наш живот, во буквална смисла на зборот, да му го ставиме на Христа Господа во раце. Тој да раководи со нас, тој да не благословува, тој да не води, да не упатува по единствениот пат што води во спасението, знаејќи однапред дека постојат уште 1000 други споредни патишта кои што не одвлекуваат од главниот пат и водат во земјата невратија, во земјата не дојди. Колку наши деца, колку наши браќа и сестри, наши сограѓани се жртви на тие прелести. Секој ден е своевидно сведоштво за тие безумни дејанија на луѓето оттугени од Бога, а оној што од Бога се оттугил од овој свет, се оттугил од братот свој, се оттугил од себе самиот. И обратно, ако оттуѓувањето почнува од себе си, од ближниот, од светот, неминовно води во оттуѓувањето од Бога. Во тој случај, животот не се венчава со венецот на вечното и незаодно време, туку стармоглави во бездните од времето минливо. А минливоста по дефиниција сама по себе станала символ за смрт. Да го следиме патот на слепородие. Да се движиме, да трчаме во преградка Божја. За човекот кој што вистински го бара вистинскиот лик Божи, една европска мислителка вели, дури тогаш кога тоа негово барање на вистинскиот Бог наликува на бегање од Бога, трча во самите преградки Божи. Тоа да се случува и со нас. Амин. Христос воскресе!